од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. 15 американски конгресмени во писмо до американската државна секретарка Хилари Клинтон, Република Македонија нарекуваат еден од најверните сојузници на американската влада и бараат владата да го уважи придонесот на Македонија за стабилизирањето на Јужен Балкан. Прилог на Ведрен Андоновски. 10 демократски и 5 републикански пратеници во 435 члени од Конгрес бараат владата да го преразгледа македонскиот придонес за стабилноста во Јужниот Балкан и американските надворешно-политички цели таму, но и во Авганистан, Косово и Блискиот Исток. Конгресмените на чело со демократот Бил Паскрел од Нью Джерси и републиканецот Марк Саудер од Индијана велат дека Република Македонија е еден од најверните американски сојузници и доверливи партнери. Во писмото се истакнува мирната транзиција на Македонија по распаѓањето на Југославија во стабилна мултиетничка демократија, но и тешкотиите на кои најде поради грчкото противење на незиното уставно име и тврдењето дека тоа имплицира територијални претензии. Конгресмените потсетуваат дека Македонија повеќе пати со јавни изјави и измена на уставот го потврди спротивното, како и дека новоизбраниот председател Ѓорѓе Иванов го издвои решавањето на проблемот со името како приоритет. Подвекувајќи дека Македонија ги исполнила сите критериуми за членство во НАТО, дека учествува во мисијата во Авганистан и служи како логистичка база за НАТО силите на Косово, групата конгресмени изражува задоволство од изјавата на председателот Обама на неодамнешниот самит на НАТО за натамошната американска заложба за членство на Македонија во Алијансата. САД мора да продолжат да ги охрабруваат нашите пријатели Грција и Македонија да седнат заедно и да се договорат на заеднички пат кон мир, помирување и партнерство во развојот на Јужниот Балкан, стои во писмото. Конгресмените веруваат дека има голема корист од едно партнерство меѓу Македонија, Грција и соседите и искажуваат подготвеност да соработуваат со државната секретарка Клинтон на постигнување брзо и праведно решавање за прашањата како што е спорот со името, со цел да има стабилност, просперитет и правичност за сите луѓе во регионот. А во приложение да видиме каква е ситуацијата со свинскиот грип, ситуацијата во Грузија и друга. Авион на Мексико е во Кина за да врати дома околу 70 мексикански државјани кои таму биле во карантин заради стравување од инфекција со вирусот на свински грип H1N1. Денес се дозна дека и припадници на други националности биле изолирани во Кина. Околу 25 студенти од Канада биле во карантин цела недела во северозападна Кина и двајца американски државјани исто така биле во изолација во хотел во предградие на Пекинг. Кина вели дека овие мерки биле неопходни за заштита на јавното здравје, додека некои на нив гледаат како на претерани и на контроверзни мерки. Властите во Јужна Кореја потврдија прв случај на заразен од свински грип. Грузискиот председател Микаел Саакашвили вели дека побуната во Тенковскиот батальон со база близу Тбилиси сега е под контрола. Тој вели дека владата бунтовништвото го зема сериозно, но дека тоа е изолиран инцидент. Порано денес инаку Министерството за одбрана на Грузија кажа дека бунт, чија цел било соборување на владата, е во тек во база во близина на главниот град. Официјални лица рекоа дека бунтот го поддржала Русија. Грузија вели дека во станието било обид да се пореметат војните вежби на НАТО во државата, кои е планирано да започнат утре. Минатиот месец Москва го поттикна НАТО да ги одложи војните вежби во Грузија, но НАТО одби тоа да го стори. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гејтс се сретна со египетскиот председател Хосни Мубарак во Каиро на патување чија цел е да се разуверат американските сојузници дека релациите на Вашингтон кон Иран нема да им наштетат на долгорочните врски со арапските држави. Гејтс му рекол на Мубарак дека САД ќе бидат транспарентни за контактите со Иран и дека идејата за голема сделка меѓу Техеран и Вашингтон е нереалистична и не треба да создава загриженост во регионот. Гејтс ќе продолжи со патувањето застанувајќи во Саудиска Арабија.
Гувернерот на провинцијата Фарах во западен Афганистан вели дека безбедносните сили, поддржани од западни авиони, денес се бореле со бунтовници, откако талибански борци јавно погубиле тројца цивили. Истиот извор вели дека при тоа се убиени најмалку 25 мина бунтовници. Има извештаи дека милитантите се засолниле во куќи зад на цивили за време на судирите, но не е јасно дали цивили се убиени во акцијата. Афганистан однеодамна страда од зголемено бунтовништво од Талибан. Околу 1/3 од видовите птици во Соединетите Американски држави се или загрозени или во значително опаѓање. Владин извештај зборува и за факторите за оваа ситуација и не за се ги обвинува климатските промени. Податокот што 1/3 од 800 птичји видови во Соединетите Американски држави изумираат или се во опасност од изумирање е алармантен. Секретарот за домашни работи Кен Салазар вели дека тоа е повик за будење. Или, како што кажа канаринец во рудник за статусот на птичјата популација, што е референца на старата пракса да се носи канаринец во кафес при влегување во рудник за да ги открие отровните гасови. Ако птицата умре, тоа е знак за моментална евакуација. Слично на тоа, на намалувањето на птичјата популација се гледа како на сигнал за поголема опасност што се заканува на животната средина. Џон Фликер раководи со Националното друштво на наблюдувачи на птици. Пораката е јасна. Го губиме живеелиштето со алармантна брзина и климатските промени се закана за иднината на планетава. Извештајот вели дека проблемот е особено забележлив во државата Хаваи, каде повеќе птици се во опасност од исчезнување од каде и да е на друго место во САД. Но не се проблем само климатските промени. Студијата вели дека градежните структури, како што се кули за комуницирање и згради од стакло, но изголемување на популацијата на инвазивни видови, како глувци на Хаваите и мачки, се меѓу факторите на загрозеност на птиците. Пестицидите се посебна закана, вели Ден Шредер, председател на Американската конзерваторија за птици. Тој вели, се уште на пазарот има пестициди кои се штетни за птичјата популација. Сепак не е предоцна. Стручњаците велат дека трендот може да се сврти, како што се покажа со гологлавиот орел, кој се врати во САД со голем труд, откако беше на работно истребување. Тоа беше се за оваа емисија на Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Ве поканувам да ја посетите нашата веб страница glasnaamerika.com. До гледање.